Додека лежам робија, додека си ги извршам своите обврски спрема државата, не сакам времето да ми помине во ветар, да ми е изгубено. По 2-3 сата траеше часовите. Беаме околу 20 души на еден сменал и беаме на две. Прва и втора смена имаше. Се беше добро. Диплома зимаме за 8 условно. Ни даде тука наставничката, ни викна на... Не, сите собераме еден ден и не даде за 8 школа. Кај ќе испаднеме да има некоја работа, да си најдеме по-луго ќе ни биде кај ќе испаднеме от тука, да си најдеме некоја работа по-луго да ни биде. Без 8 веќе нема ни работа, нема ни ништо. Во соработка со Општинското основно училиште Гоце Делчев, наставата ја започна 51 осудено лице, а ја завршија 43 осудени лица, каде што истите тие се стекнаа со ниво на образование и за истото тоа добија диплома или сертификат за ниво за завршено основно образование. Заинтересираност има околу 20 на луѓе. 20 на луѓе и исто така од затворено има 10 на луѓе кои што читаат, редовно менуваат книги, бараат некои наслови по нивен вкус, наоѓам им носам им доставувам, значи околу 20 и неколку луѓе се на се има кои што редовно читаат. Посакам да сум работно ангажиран овде, затоа што овде времето не сакам да ми биде изгубено. Имам што да искористам, имам што да научам и од мојата област имам да речеме финансии, економија, книги, од секакво за правници има книги, да речеме, за медицина има книги, има за стручна литература и различни области има, така што времето не е изгубено во библиотека. Ова го работам од моја 16 година, така да само одека во затвор нели продолжив да го работам тоа. Си го исполнувам времето, ништо повеќе. Значи себе си најдов некој мир во самата работа, во затворот и така се смирувам. Првата смена прави пример 100 лева, втората смена 100. Така си помагаме едни на други да ни биде полесно. И кифли, и мали липчиња правиме за другите осуденици, ладни сендвичи. Секојаш има место кој сака да дојде. Времето го поминува незалудно, учи занаат. Работиме по 2 дена. Па одмараме 2 дена, па работиме. Имаме време и да одмореме, имаме време и за работа. Шетаме, дружиме се, помагаме си колку можеме у кујна, на други осуденици што се работно ангажирани. Гледаме да го исполниме времето.
се зборувам за одржување на хигиена или редарство, косење на паркови и зеленило, одржување на нивното. Меѓутоа, дел од осудените лица во затворено одделение се ангажирани и за поделба на храна на осудените лица кои што ја издржуваат казната затвор во затвореното одделение. Во рамките на кругот на установата се одржуваат најразлични турнири во време на издржување на казна затвор, во делот на организација на нивното време. Пред се зборувам за турнири во фудбал, во шах, во кошарка и слично. Основна цел на казано-поправните установи или казано-поправните домови е ресоциализација на осудените лица, се со цел осуденикот да ја ресоциализира неговата личност која што ја има. Промена на погрешните изградени ставови, кои што ги има и навики кај осудените лица, преку најразлични мерки за третман, со цел да се подобрат истите и успешно преку социјално прифатливи ставови да може да ги промени неговите навики и неговото однесување со цел реинтегрирање назад во општеството.